квалифицираше да постанам грандмастер на Рейки 18 ниво во 2017 година. Она ме водеше на патот на Рейки. Со неја се достигнав се што може од американизираната форма да се достигне. Ќе го сретнете нејзиното име во книгата. Од неја се ми љубовта и од моите учители од Германија. Ова е мојата Анита. Фала ви што сте присутни. Фала ви што одвоивте време, пари, за да дојдете до тука. Фала ви што сакавте да сте дел од исполнување на мојата желба. Повеќе од 15 години чекав да ми се исполни желбава. Имам многу идеи за многу книги, меѓутоа почнуваме од ова што е најважно во моментов. Сите знаете дека имам школа за примената спиритуалност, која денеска преку проспектчињата што мојата прекрасна сестра ви ги делеше, ќе се запознаете со школава, со предметите внатре, со нејзиното изучување. Дел од моите, уствари сите мои ученици се овде. Им благодарам на нив што се дел од патот на светлината. Ви благодарам на вас што сакавте да бидете да сте дел од патот на светлината со доаѓањето ваше овде за да слушнете што тоа јас напишав. Книгава, мојава прва книга се вика Знаење, размисли и факти за Рейки, Усуи сенсеј и спиритуалните учители. Пред да ви објаснувам, ќе ви го прочитам епилогот што е на крајот за да ви биде малку појасничко зошто ја напишав книгава како приоритетна книга. Драги читатели, знаете дека книгава или прирачников го пишувам бидејќи се уморив од поправање на терминологија. Сите мои ученици знаат. На суштината и објаснување што, како е во Рейки системот на исцеление. Но изгледа сега почнува мојата работа и ќе продолжам да зборувам и да пишувам се додека доволен број луѓе не сватат дека не може да се играат ниту со спиритуалното, ниту со Рейки техниките. Мора да се свати дека Рейки е многу повеќе од диплома и дека секоја работа со енергија е сериозна и си има посебни учебници, школи, учители и да, чини многу пари и време и патување и учење. Рейки е мојот живот. И секој треба да живее Рейки ако сака себе си да си даде етикета дека е Рейки учител, исцелител или шихан. Медитатори, јоги, Рейки учители, спиритуални водичи учители се луѓе кои секојдневно го живеат она кое што го зборуваат и проповедаат. Ако сакате да сте добри луѓе, да покажете човечност во себе си, не треба да седите по дома во некоја фотелја и да повторувате зборови кои што не ги ни разбирате. Човек се постанува само кога ќе станете и ќе сработите нешто, ќе направите некое добро дело и ќе покажете дека светлината е во вас. И нешто кое што го научив додека го патував мојот пат кон светлината е дека се просветлуваме исклучиво одејки напред кон светлината. Закон за акција, ученици мои, се сеќавате. Друг пат нема. И ова наше спиритуално патување се случува паралелно и симултано со нашето земно постоење и не можеме овие два процеси да ги одделиме изолирано да ги живееме. А тоа значи дека се освестуваме и осветлуваме додека работиме, учиме, шетаме, плаќаме сметки, ги воспитуваме нашите деца додека живеете во спокој со партнерот на вашата душа. Немојте да мислите дека треба да престанете да живеете земен живот за да постигнете нешто спиритуално. Од искуство ви кажувам дека ниту може спиритуално да го потвоите од земното, ниту пак да постанете спиритуалисти без да сте човечни луѓе.
Денес постоиме во време каде што се избира игнорантноста над знаењето. Живееме во општество кое што тактички се негува општественото зло. Имаме униформност во размислувањето кое што се учи во образовните институции во домашното воспитување. Имаме општество и традиција каде што се темелат на мито, корупција, оговарање, убиства, малтретирање, колење животни, демонска хиерархија, уредување на влада и државни институции. Држава во која што исцелителите и спиритуалните учители се маркетиншки продавачи на дипломи. Психијатрите злоставуваат, психолозите не слушаат, родителите силуваат и емоционално и спиритуално убиваат. Ретки светла од луѓе на кои име грижа за некого, но не можат речиси ништо да направат за нив, бидејќи не име грижа на оние на кои треба да име. И затоа не можам да се померам со фактот што на луѓето кои живеат во ваква држава и се болни и искрено бараат помош, лажните исцелители да им ги земаат и тие малку пари кои што ги имаат. И никогаш и нема да се помирам. Овој мал прирачник, без разлика до колку луѓе ќе дојде, е само почетокот на мојата борба и прво предупредување до оние кои си играат со Бога, мислејќи дека се глупави. Мора некој да почне да се бори за она кое што е праведно и вистинско, особено во спиритуалниот свет, бидејќи последиците се многу пострашни и вечни. Мене ми е грижа за сите оние кои патат, кои бараат спиритуална помош. Мене ми е грижа за сите оние кои искрено се каат и сакаат да научат. И ќе направам се што е во моја моќ да ја донесам светлината повторно во нивните животи. Се надевам не сум единствена и се надевам дека има таму некој кој ќе препознае што сакам да направам и ќе помогне не на мене, на другите, а за себе, за своето место на небесата. И поради сево ова, мислам дека е време да се напише вакво нешто за да можат луѓето да се поправат во своето незнаење и недоволна обука. Со надградба на знаењето, особено во вакви спиритуални области, ќе стекнете огромна почит кон Бога и она кој што тие ни го даваат секојдневно. Ќе постанете понизни пред големината на силите, моќите и законите кои владеат во овој наш универзум и ќе увидите дека колку се опфатна, комплексна и совршена е Божјата промисла. И како што веќе реков низ книгава, понизноста, драги мои читатели, е вашето оружје против сите темнини. Нека светлината и љубовта ги водат срцата и разумот на сите оние кои сакаат да постанат вистински рејки исцелители. Во името на Елохим, така и нека биде. За да ја почувствувате енергијата на рејки, енергијата која живеам, која сакам да ви ја покажам преку книгава. Кој сака со мене, кој ги знае, ќе ги изрецитираме го кај. Воопшто не се срамете, само да ја покажеме енергијата. Ве молам сега сите замижете. Ученици мои, знаете, по мене, може да повтарате. Со ова ќе почувствувате енергијата на она која е запишено во книгава. Кьо даке ва икаруна шинпаи суна канша shite gyou hageme hito ni shinsetsu ni kyou dake wa ikaruna shinpai suna kansha shite gyou hageme hito ni shinsetsu ni kyou dake wa ikaruna shinpai suna kansha shite gyou hageme hito ni shinsetsu ni. Namaste. Ова е рејки.